Значи, ако може ова долга приказна накратко да се резимира по мое, би била следна. Значи, ово законско решение кое што во 2019 претрпела измени, со кое што сите сме согласиле, се увидело дека после 3 години се направило превид за лицата доктори вработени во јавни здравствени установи, затоа што тие, согласно таа измена на овој закон, не можеле, кога ќе се отвори оглас за специјализација, да аплицираат, бидејќи не им се сметал тој стаж како вработени за овој стаж кој што се бара 6-месечен да биде во јавни здравствени установи. И сега, вие со првичниот предлог закон за измена и дополна на здравствена заштита имавте предлог да се укине стажот, односно да се избрише ставот 2 од членот 141 Законот за здравствена заштита. После одредени консултации, разговори, преговори со кого како, не знам, денес имаме амандман со кој што велите овој задолжителен стаж од 6 месеци да не се брише, туку да се овозможи 6-месечен стаж не само во јавни здравствени установи, туку во било која здравствена установа. И велите со ова го решаваме проблемот само на таа група вработени во јавни здравствени установи. Нашиот предлог е, а нашиот предлог ја опфаќа и оваа група, ама и онаа група која што вели дека не е потребен стаж, значи нашиот предлог е да се укине овој 6-месечен стаж, сметајќи дека веќе дипломираните доктори на медицина имаат еден стаж од 6 месеци кој што е задолжителен за да можат да се стекнат со лиценца за работа, да го укинеме за сите овој плюс стаж после стекнатата лиценца од 6 месеци, без разлика каде, и така ќе можат и оние кои што се вработени во јавни здравствени установи, оние кои што не се вработени, дипломирали и веднаш имаат средства да конкурираат да почнат со приватна специјализација, а и оние кои што немаат средства, велиме, имаме дефицитарен кадар во итната помош, ќе можат таквите да бидат вработени, речи че немаат веднаш средства за приватна специјализација. Значи, сакам да кажам накратко, нашиот предлог е, доколку се согласиме сите комисиски да оди, да се укине овој 6-месечен задолжителен стаж на доктори на медицина кои што се стекнале со лиценца за работа, значи да се укине, да нема потреба од дополнителни 6 месеци платен стаж било каде, во било која здравствена установа, туку да се остави на избор или на слобода на оние кои што можат, оние кои што не можат и така натаму, да не се задолжителни со овој 6-месечен платен стаж. Така би скратиле средства и на државата, не мора да плаќа задолжително за секој доктор на медицина со стекната лиценца, а би овозможиле на оние кои што имаат можности веднаш да аплицираат за специјализација, да добијат и да завршат. Мислам дека сме јасни во однос на разликите помеѓу вашиот амандман и нашиот предлог за комисиски амандман. Ако се согласуваме, значи нашиот предлог е да се укине овој 6-месечен задолжителен стаж, бидејќи такви се барањата до нас од страна на младите лекари во Македонија. Со вашиот предлог вие само им излегувате во пресред на лекарите кои што се вработени во јавни установи, за да не бидат задолжени со ова предлог законско решение, бидејќи тие се вработени, но тој стаж таму како вработени не им се смета за овој задолжителен кој што мора да го досега мораа да го поминат само во здравствените домови, а сега со вашиот предлог амандман би можело да го поминат било каде. Ние веруваме да нема задолжителен стаж за да излеземе во пресред на барањата на младите лекари. Благодарам.